Со сета почит господине Бетики, тука не се работи за наши, ваши или подобни, неподобни, се работи за криминалци и за честни. Има две институции кои што го гарантираат системот на јавни набавки, за кои што тие кои што се учесници на тој економски спектар може да се жалат или да бидат уредени во постапката, тоа е бирото и тоа е оваа државна комисија. Проблемот е што јас лично и моите колеги од мнозинството имаме проблем со луѓе кои што непрофесионално си ја вршеле работата и кои наместо да ги заштитат граѓанските, народните, државните пари, не го правеле тоа и богателе криминалци на сметка на парите на граѓаните. Тоа е нашиот проблем. И јас на таа комисија, бидејќи реплицирав со вас, не кажав дека статистиката е лоша работа. Напротив, кажав добро е да има повеќе статистика, ама да нема графички добро средени извештаи и да гледаме ние убави слики на PowerPoint, а да не ја гледаме суштината. Понатаму има проблем заради тоа што тој кој што е најповикан и кој што зема плата од граѓаните да ја представува таа државна комисија, не дојде на комисијата да се соочи со пратениците, бидејќи бил, замислете, лут на пратениците зошто му изгласале негативен извештај за 2023 година. И сега, нормално дека ќе го гласаме и финансискиот план, и стратешкиот план, и програмата за 2025 година, затоа што веруваме дека нема да биде како до сега. Затоа што очекуваме тие кои што ќе дојдат, ќе одлучуваат професионално и нема еден ден ние од Сабајле да го почнеме со тоа што агрегаторите на вести ќе бидат полни со вести и ќе доминираат кој е денеска уапсен затоа што украл народни пари. Затоа што е некако на некаков начин вмешан во некој коруптивен скандал и украл пари од граѓаните. Затоа ние сакаме да направиме институции во кои што тие кои што ќе се жалат, тие кои што ќе сакаат да остварат некое право, ќе може да го остварат. И сега се доведува логичното прашање, кое што нели нормално како антитеза се поставува, зошто СДСМ ги брани досегашните членови на оваа комисија, бидејќи оваа комисија била надлежна да одлучува во спорови помеѓу економските оператори. Зошто? Заради тоа што одредени економски оператори досега требаше да ги добиваат тендерите. Затоа што 7 години цела држава знаеше дека има криминал, дека има корупција, дека има проценти, дека се делат тендери на нив омилени, само овие кои што биле надлежни и кои што ние сме ги плаќале, тоа не го виделе. Тука е разликата. И затоа нема наши и ваши. И затоа нема подобни и неподобни. Од овој момент натака и во изминативе 10 месеци има нова парадигма. Таа се вика честни и криминалци, професионалци и неработници. Нема друга филозофија. Проста е. Токму затоа што ние не сакаме ваквите луѓе кои што не си ја работеле работата и кои што наплаќале проценти да не бидат таму, повеќе нема да добиваат позитивни забелешки на извештаите како што во некое друго време добиваа. Благодарам.